Знаеш се, ти можеш се, во тебе сила грдна лежи, ти грамадо на умот врел, што светот си го зграбчил в мрежи, ти на зборој строги, ти поглед в една точка збран, од луѓето неразбран. Дај престрој се помисла чиста, врз небото на овој простор мал, што в крвта ти се распослал, под звезда деница да блисташ. Подзастани, избери сила за подвиг престоен и речи се, за овој миг, за денов наш, и види само толку смел, колку што умееш да сонуваш. Бидејќи имаш машки здив, смогни да станеш горделив, извиши се над сите ти со својот здрав и буен глас, ко македонски горостас. Да се обратам пред овој импозантен скуп и да ги кажам своите видувања за состојбите во Република Македонија. Ќе се обидам погласно. Учените во сите држави треба да станат и да го кренат својот глас. Не смееме да дозволиме на очи да бидеме слепи, на уши да бидеме глуви, на јазик да бидеме неми. Ние сите овде денес имаме морална и историска одговорност да проговориме за проблемите и неправдите во општествените сфери во кои работиме. Јас ќе зборувам за здравството. Јас сум доктор по вокација, повеќе од 25 години. Секојдневно пред моите очи се раѓа нов живот и секојдневно се прашувам каква ли иднина имаат овие деца. Повеќе од 20 години сум присутен активно или пасивно во реформските процеси во здравството во Република Македонија. Сум преговарал и разговарал со повеќето министри во владите во Република Македонија и сите не примале со пиетет. Меѓутоа, не сум сретнал поголема ароганција од кај сегашниот министер. Не гледаше, не слушаше дека штрајкуваме. Господине министре, здравството и здравственото осигурување е рак рана и на побогати држави од нашите. Не можете вие со акти, промени на закони, анекси на колективни договори да реформирате здравствен систем по ваш темп. Па ни наметнавте плаќање по учинок. Нешто надминато одамна. Па и странските експерти вашиот модел го оценија како дискриминирачки и неприменлив. Господине министре, тешко се ствара доктор. Требаат повеќе од 15 години. Милувате да кажувате дека имате реформски идеи. Меѓутоа погледнете.
за 5 до 7 години клиничката болница во Битола и другите болници во Република Македонија ќе останат без стотици специјалисти. Зарем не гледате и не слушате дека студентите по медицина и младите доктори се спремаат да заминат во странство? Тешко се ствара еден доктор. Немојте да испуштите приликата па Македонија да остане без доктори. Од ова место сакам да ги прозивам моите колеги од парламентарното мнозинство, доктор Јордан Пачков, доктор Михајло Џолонга, доктор Миле Пачевски и другите, и да ги прашам зошто извртивте грб на собствената фела. Сега сте пратеници, ќе останите доктори. Господа присутни, јас немам алтернативна татковина. Јас сакам достоинствено да живеам и работам во Република Македонија. Јас сакам да живеам во Република Македонија во која ќе има љубов, а не омраза. Јас сакам да живеам во Република Македонија во која ќе има сплотеност, а не разединетост. Јас сакам да живеам во Република Македонија во која ќе владее праведност и социјална солидарност. Јас сакам да живеам во Македонија во која нема секоја вечер да ми го перат мозокот квази експерти и квази новинари. Јас сакам да живеам во Македонија во која ќе владеат институции со висок демократски капацитет, а не десетмина во името на народот, а на штета на народот. Почитувани, знам, владее страв, притисоци, уцени и често помислувам, нема ништо понецивилизирано од да живееш во страв и во безисменост и да мислиш дека не можеш ништо да придвижиш на подобро. Да, како поединец можда не можам, но сите ние овде заедно можеме, сакаме и можеме за посветла иднина на нашите деца. Да живее Република Македонија! Ви благодарам! Ова е Битола! Ова е Битола! Повеќе од месец дена заедно со вас протестираме по битолските улици, како што се протестира и по улиците и по плоштадите на цела Македонија. И секој ден нашиот отпор станува се посилен, се помасовен, сме се побројни и побројни. Секој ден на отпорот му се придружуваат и земјоделци, и пензионери, и стечајци, и работници, и интелектуалци, и студенти, и професори. Реки од народ почнаа да се слеваат по улиците низ Република Македонија. И тоа против диктатурата на оваа ненародна власт, против диктатурата на овој ненароден режим. Последните 7 години овој режим стави рака и на судството, и на медиумите, и на здравството, и на образованието, стави рака и на автономијата на универзитетот, а последните неколку месеци не претворија во партиско-полициска држава. На црниот понеделник, на 24 декември, раката на режимот ја почувствуваа и новинарите. Ја гледам тука Катерина Цаневска-Арсовска која што беше влечена. Раката на режимот ја почувствуваа и 370.000 гласачи кои што го дадоа гласот за нас, нивните народни избраници. На тој црн понеделник беше прекршен и деловникот
Poslovникот и законот и уставот на Република Македонија. На тој ден Груевски покажа и докажа дека ништо не му е свето во оваа држава, дека му се свети само мојта и парите. Направија спотови, покушаја да ја префрлат вината на друга страна, меѓутоа се излажаја. Целата македонска јавност, целата светска јавност го виде во Моровскиот срам. Сите вие видовте како специјалци тепаа жени пратенички. Сите ја видовте како ја влечеа Радмила Шеќеринска, како ја влечеа Сонја Мираковска, како ја влечеа Тајна Томич и како ја влечеа Весна Бендевска. И за тоа заслужуваат едно големо уа! Почитувани пријатели, ние вечерва не сме собрани овде затоа што сакаме да дојдеме на власт. Ние вечерва сме собрани овде затоа што сакаме спас на Република Македонија. На оваа Република Македонија, која што ни оставиле нашите дедовци, кои што ни оставиле нашите татковци, ваква каква што е и подобра треба да им ја оставиме на нашите деца. И затоа јас вечерва сум тука со вас во првите редови, затоа што сакам да имам лице кога моите деца, кога моите внуци ќе ме прашаат: а каде беше ти кога се бореа против уништувањето на државата? Да им кажам дека бев тука, дека бев со вас, дека бев со народот, дека бев на браникот на демократијата. Затоа што и јас, како и сите вие, сакам моите деца да живеат во слободна Македонија, во просперитетна Македонија, во демократска Македонија, во европска Македонија. И затоа сите заедно одиме до крај, до победа, да живее Битола, да живее Република Македонија. Ова е непокорна Битола, ова е слободарска Битола, ова е Битола и битолчани на кои им стапнавте на жулјот, на кои им брцнавте во окото, им ја земате душата. Ова е Битола што вели доста е, отпор на секое зло. Осум години од Битола направивте темна паланка. 8 години Никола играчки играш со Битола. Битола ја претворивте во град на сиромаштија, во град на невработени, во град од кој младите купуваат карта во еден правец. Ја клекнавте Битола на колена, го уништивте спортот. Од синоќа нашите најубави спомени за Пелистер и Копанки ги пеплосавте. Доста е, Никола! Битола одбива да коленичи. Не ја личи Битола да чекори со наведната глава. 35 дена, Никола, Битола ти е на нозе. И ќе биде секој ден тука. Секој ден до крајниот ден. Заборави, Никола, дека во крвта на битолчани е слободарскиот дух. Никола не обврзува крвта на македонските херои. Никола на 24 декември чепна во идеалот на нашите славни илинденци. Го погази слободарскиот сон, Никола, и на нашиот Стив, и на Елпида, и на Естреја, и на Борис Бастерот. Нивната крв, Никола, не обврзува да бидиме тука. Нивната крв не повикува, Никола, да застанеме на браникот на слободата. Затоа не се кри, Никола. Ајде, боксеру, излези, влези во арената.
politički partiji, Nikola. Na jedna strana si ti со твоите платеници, на друга страна ти е народот, Никола. Битола даде крв и во 2001 година. И уште ако треба, Никола, ќе дадеме жртви, ама ние се уште го сонуваме нашиот сон и затоа сме тука. Што мислеше Никола кога на 24 декември со пендрак удри на твојот народ и надвор пред собранието и внатре не изгази нас, представниците на народот, што не се согласува со твојата погубна политика. И што мислеше Никола? Ке се уплашиме? Ке замолчиме? Дома ке седиме? Се лажеш, Никола! Уште поцврсти, уште порешителни. Секој ден, во секој град, на секоја улица и на секој стокар, ние со народот држиме седница на народен, на граѓански парламент. Затоа, Никола, малку ти се тепачите што ги донесе во собрание. Не уплаши. Можеш и да пукаш, Никола, ама до последниот вздив, до последна капка крв, ќе стоиме пред народот што ни даде доверба. Ќе бидеме на чело, ама слободата ќе ја вратиме тука. И затоа одиме до крај. Сите заедно, сите на една страна, само ти, Никола, со своите платеници на друга. Дајте силно да викнеме отпор кон фашизмот, слобода на народот. Да живее слободарска Битола. Копнеам, сонувам, живеам за денот кога ќе можам македонската химна да ја пеам со верба дека на вистина дојде денот и на Македонија ќе се роди ново сонце на слободата. Да живее Битола, слобода за Македонија. Многу тешко е да се говори после оратор како што е вашата партијничка господјата Весна Бендевска. Но ќе се обидам да ве поздравам, бидејќи Битола е град на конзулите, а јас го познавам како град на ракометот, кој што за жал овие изминати 7 години е на најниско ниво. Битола никој пат досега не се чувствувал вака во поглед на спортот. Имам особена чест во името на мојата политичка партија Обединети за Македонија да говорам сега пред ваков собир, импозантен собир. А имам задача и да ве поздравам од името на председателот на Обединети за Македонија, господинот Љубе Бошковски, кој што благодарам. Кој што од занданите во Идризово ве поздравува и ни порачува на сите нас заедно да обстоиме во оваа борба која што ја започнавме. Заедно во оваа широка коалиција која што е единствен услов да падне овој ненароден режим. Во Македонија, почитувани, демократијата е згазена. Најеклатантен пример за тоа беше црниот понеделник, кога она што се случи во парламентот, каде што она што им се случи на нашите пратеници, народните избраници, а особено на новинарите, каде што оваа власт на мускули сакаше да го истурка буџетот, се со цел да се овозможи да ги троши народните пари без никој да ги контролира. И замислете што ќе се случеше ако не беа хероите од пратеници и пратеничи кои што со своите мобилни телефони го снимија тоа што власта не сакаше да се види.
и покрај тоа тие се обидува црното да го направат бело, а белото црно, бидејќи тие единствено се воедно најдобри, тие се најдобри спин мајстори, но се надевам дека нема долго да им трае тоа. Македонската радио и телевизија, која што е сервис на сите граѓани, и која што сите ние ја плаќаме, застана и овој пат на страната на режимот. Ниеден новинар од Македонската радио и телевизија не застана во одбрана на нивните колеги. Јас од ова место сакам на господинот Никола Груевски да му порачам едно нешто. Исто така како што на брзина го донесоа законот за влада, односно да се обезбеди своји 6 телохранители да го штитат од неговиот народ, со истите оние двајца пратеници кои што спонтано го предложија тој закон, да го предложат истиот оној закон за јавен сервис кој што се применува во најдемократските држави во Европа, Германија, Англија, Франција, каде што јавниот сервис, во водењето на креирањето на политиката, уредничката политика учествуваат подеднакво и опозицијата и позицијата. Дури и директор на јавниот сервис е представник од опозицијата. Само тогаш ќе веруваме дека навистина господинот Никола Груевски сака да овозможи фер и демократски избори, во што искрено не верувам. Почитувани, сакам да се вратам повторно на господинот Љубе Бошковски. Љубе Бошковски беше голем визионер кога ја формира партијата Обединети за Македонија. Бидејќи уште тогаш знаел дека само обединети како што сме сега, и СДСМовци, и ВМРО-овци, и либерал-демократи, и бранители, и турци, и роми, и срби, и сите останати можеме да успееме да го срушиме овој режим. Затоа да живее оваа широка коалиција, да живее Република Македонија. Добро вечер, најградски граду во Македонија. Додека се движев од Широк Сокак, се чудев од каде му го најдовте тоа име Широк Сокак, кога ми се учени многу тесен. Дали Сокакот е тесен или ние сме многу? На 28 април 2001 година се случи еден од најкрвавите настани во 2001 година во Македонија. Рано утрото на 29-ти со првата група заминавме на лице место. Кога стигнавме на местото на заседата кај Вејце, се уште се чувствуваше мирисот на крвта, мирисот на изгорено човечко месо, мирисот на смртта. Гледката беше страшна. Оно што вие може да го видите на фотографии, ние го гледавме во живо. Јас го гледав во живо. 8 чеда македонски ги испуштија душите. Загинаа брнејќи Република Македонија. Точно 10 години подоцна, оваа министерка за внатрешни работи Јанкуловска поднесе тужби против семејствата на загинатите кај Вејце, против родителите, против сопругите, па дури и против едно дете кое што кога неговиот татко загина се уште не беше родено. Бараше од нив со законска затезна камата да ги вратат парите земени како нематеријална оштета. А родителите зборуваа: не ни требат никакви пари, вратите ни ги чедата. Но чедата ги немаше, чедата загинаа. Но државата, министерот за внатрешни работи,
кој што беше повикан да се грижи за семејствата, постапи на најсуров, најнечовечен начин да се барат парите со законска затезна камата од семејствата на оние кои што загинале. Навистина треба некој да е нечовек и воопшто да нема совест нити страв од Бога. Неколку месеци подоцна се случи уште еден многу крвав настан на едно друго место во Тетовско. Повторно загина, повторно изгоря 10 македонски синови. Истиот тој ден, додека нивните тела уште гореа и чадеа, сегашниот премиера, тогашен министр за финансии, си купил 3 стана. Човекот кој денес сака да се представува како многу голем патриот. Човекот кој што 7 години си поигрува со судбината и како што тој мисли и со интелигенцијата на бранителите. Знаете ли што се поминуваме овие повеќе од 6 години додека тие се на власт? Истиот човек кој што дури и оние старци, 70-80 годишни старци кои што ја создаде оваа држава, партизаните ги изфрли на улица од нивните простории. Каков патриот е тој кој што си поигрува и со партизаните кои што ја создаде оваа држава и со бранителите кои што одбранија во 2001 година? Готов е! Готов е! Готов е! Врв на неговото лицемерие беше амнестирањето на злосторниците кои што заробија невини граѓани од улица. Истите злосторници кои ги тераа кутрите работници полово да општат помеѓу себе. Простете ми, но анално и орално, кои што иставале стапови во анусот, тие животни се ослободени по наредба на Груевски, кои што се суки за неговите пратеници, тврдејќи дека пратениците го донеле тој закон за амнестија на оние зверови на кои што кога тогаш мора да и се пресуди. Во секој мој јавен настап повторувам, кога би требало да бирам помеѓу овој лажен патриот Груевски, политички узурпатор, политичка кукавица и политички плачко Никола Груевски, и помеѓу политичкиот ветеран и политички воин Бранко Црвенковски, размислување го бирам тимот, екипата на Бранко Црвенковски, Сојузот за еднината. Ова е народ загрижен за својата иднина, за Македонија. Денес не имам многу. Широк сокак е препон со граѓани кои го искажуваат својот револт, отпор кон ова ненародна власт, аздисана власт која е синоним за криминал и корупција. Битолчани денес се исправени, исто како во изминатите 30 дена, и покажаат дека не се плашат од ништо, дека никакви закани, уцени, притисоци не можат да ги поколебаат да дојдат по своето, по највредното, по слободата и демократијата. Над 22.000 битолчани не обврзаа да го чуваме Уставот и законите во Република Македонија, да го пазиме секој чекор на оваа влад,
да го пазиме секој потек на Груевски како и троши нашите пари, народните пари. Да гласаме закони во интерес на граѓаните, а не во интерес на врхушката на ВМРО ДПМН. На 24 декември Груевски за пари ја згази демократијата и го покажа вистинското лице. Го скршија уставот и законите, ги тепаа новинарите и пратениците. Затоа сме низ улиците во Македонија, за да испратиме силна порака дека народот е тука, а не со Груевски. Народот зема власт, народот дава власт. Почитувани, вчера го гледам Груевски како им држи предавања на нивните кандидати за градоначалници, како ги советува да ветувале толку колку што навистина можеле да реализира. Истиот тој Груевски, што пред неколку години вети 8 милиарди евра инвестиции во Република Македонија. Во нивните програми ветија железничка пруга до Грција, ветија топлификација за Битола, ветија затворен базен. Тој истиот што 7 години заедно со ВМРО ДПМН ја заборавија Битола. А знаете кој највнимателно го слушаше и сееше во првиот ред? Талевски. Истиот тој што ветуваше катни гаражи, подземна гаража и нов плоштад, пречистителна станица во Битола, го ветуваше киното Манаки, ветуваше модерни сообраќајници и што уште не. Двајцата ем ветуваат, ем ништо не прават. Ама нешто друго направија. Ги задолжија Битола и битолчани на сите страни. Во училиштата нема парно. Граѓаните на Битола плаќаат повисоки сметки. Ако Груевски е така како што викаш во твоите анкети, и ако ние тука во Битола сме биле раскарани, и ако сметаш дека Талевски ќе победи, и ако со Лилјана Кузмановска и Михајло Чолонка кои немаат поддржано ни еден амандман за Битола, со нив сметаш дека ќе победиш на парламентарни избори, пробај не. Распиши ги и парламентарните и локалните. Биди еднаш маж, па да видиш како ќе поминеш, како бос по трња. Почитувани, во Битола тешко се живее. Тешко живеат и младите и старите. Битола со ова ненародна власт е слепо црево во Република Македонија. Град во кој повеќе луѓе заминуваат наместо да се враќаат. Град во кој, ако не си член на ДПМН, си граѓанин од втор ред. Распродаваат се што има општинско, како да дошол крајот на светот. Сега гледам му се намерачили ни офицерскиот дом, нема да ви помине. Се тепате, се карате меѓу вас само за функции. Освен тендерите и провизиите, ништо друго не ве интересира. Во изминатите 8 години потрошивте 200 милиони евра, наши народни пари. Отчет не дадовте. Ветивте, излаживте, украдивте, оставивте пустош позади вас. Така повеќе не може. Ние го избравме нашиот пат. Назад враќање нема. Битола е спремна. Спремна е да му испорача сметката и на Груевски и на Талевски. Нивното време заврши. Груевски и Талевски битолчани ви порачуваат. Ви дојде крајот. Готови сте. Доста е. Ви благодарам.
Добро вечер, Битола. Добро вечер, храбри отпораши, храбри борци за слобода и демократија, македонски бранители на вистината, на правдата, на уставноста, на иднината на оваа земја. Вечерва вашиот град, вечерва ваша и наша Битола е епицентарот на слободарскиот дух, на народниот, на граѓанскиот отпор, седиште на единствениот вистински демократски парламент во овој момент во Република Македонија. Вечерва Битола говори во името на цела Македонија, во името на онаа наша подобра Македонија, Македонија во каква што сакаме да живееме и Македонија за која сме спремни да се бориме до крај. Почитувани граѓани, драги пријатели, оваа зима долго ќе се памети. Оваа зима ќе влезе во историјата. Оној црн понеделник, оној 24 декември е денот кога ни го приредија најголемиот срам, најголемата брука во историјата на независна Македонија. Тоа е денот кога ни го покажа нивното вистинско, сурово лице, лице на тоталитарци, недемократи, силеджи, криминалци. Го изгазија уставот, го изгазија законот, го изгазија деловникот, крена раце на представници на народот, на пратеници, крена раце на представници на јавноста, на новинари, тие лажни јунаци и херои од ВМРО ДПМН, среде парламент, пред очите на целата македонска и меѓународна јавност, тепаа жени, ги влечеа по патос, ги сврлија на сила од парламентот. Драги пријатели, вчера го слушам, го гледам, а и писмото му го читам. На овој непартиски, надпартиски, неопределен, неутрален председател на држава Ѓорѓе Иванов ни предлага да се формирала експертска група која ќе ја испитувала вистината. И што ќе испитуваат тие експерти? Дали тоа што сите со своји очи го видовме на 24 декември на вистина се случило или било фатаморгана? Дали, како што вели Груевски, новинарите биле љубезно замолени или како што сите видовме беа на сила истерани? Дали, како што вели Груевски, пратениците биле за рака фатени и мирно изведени, или како што сите со своји очи видовме беа претепани и како кучиња од собранието избркани? Дали, како што вели Груевски, буџетот е донесен во демократска процедура, или како што сите со своји очи видовме, беше насилно, спротивно и на устав и на деловник изгласан? И уште на крај и аплауз мудрија. Што ќе прават тие експерти? На крајот, после 2-3 месеци, со гласање и надгласување ќе утврдуваат што е вистината. Па вистината е вистина затоа што за неа не се гласа. На нејзи се гледа во очи. Со неја треба човек да се соочи. А која е нашата вистина, македонска вистина денес? Вистината е дека со оваа власт и под оваа власт Македонија не е ни слободна, ни демократска, ни правна држава. Вистината е дека со оваа власт Македонија стана партиско-полициска држава. Дека целата власт е сконцентрирана во рацете на еден човек и една мала група на луѓе околу него. Тие прават
што сакаат, без било кого да прашат. Испартизираа се живо сите државни институции, администрацијата, судството, медиумите, граѓанскиот сектор. Денес во државните институции, во судовите, не се работи, не се одлучува според закон, туку според партиски директиви. Денес во администрацијата човек не се работува со диплома, туку со партиска книжка. Денес тендерите што ги распишуваат не се добиваат со квалитет и со цена, туку со нивна партиска одлука. Кон Македонија се однесуваат како да им е приватна собственост, како да им е наследство од дедо, од баба. Почнаа да се поистоветуваат и со народ, и со држава. До таа мера забегаа, до таа мера одлепија. Ако опозицијата ги праша зошто земате нови кредити, зошто дополнително не задолжувате, а во исто време парите на глупости ги трошете, велат опозицијата била против пензионерите, против администрацијата, против земјоделците. Ако како вчера во Скопје протестираме и бараме одговорност, бараме оставка од министерката за внатрешни работи, таа вели сме протестирале против 12.000 полицајци. Ако некој говори Груевски е диктатор, ја кажува вистината, тие велат дека е критикувал државата, ја колошел земјата пред странци. Почитувани граѓани, драги пријатели, со овие и вакви луѓе на власт нема што арно, нема што добро да чекаме. Однапред се знае што ќе биде. Денес е катастрофа, утре ќе биде уште поголема. Со овие и вакви луѓе оваа Македонија иднина нема. И ова веќе не е прашање на било кој поединец, на било која партија. Ова не е битка за власт. Ова е нешто многу позначајно, поголемо, поважно. Ова е прашање историско. Каква држава ќе имаме? Во каква држава ќе живееме? Ова е време, тест време, за овој наш народ да покаже и да докаже дека има потенцијал, дека има капацитет, не да има каква таква држава, туку да има држава успешна, напредна, просперитетна, држава со иднина. И затоа ова е време кога никој друг, освен оној на кој што му припаѓа Република Македонија, а тоа е македонскиот народ, целиот наш народ, само тој има право да одлучи. Тој да реши кој пат ќе го фатиме, каква држава ќе имаме. Предвремените парламентарни избори не се ничија лична или партиска желба. Тоа е историска потреба на македонскиот народ и на Република Македонија. Македонија треба, Македонија бара, Македонија сака да има предвремени парламентарни избори. Историски избори за историска победа, за победничка Македонија.